Добро утро до вас, колеги. Токму така ќе говориме за една од тие теми, односно поточно кажано за куќата Феликс, кое што почина пред неколку месеци како резултат на сериозните повреди со кои се здоби на главата, односно сериозните повреди кои што му беа нанесени од страна на лице кое што со шипка го удираше крвнички по главата, а потоа заедно со уште едно лице го влечеа буквално до еден од контейнерите кои што се наоѓаат токму на местото на немилиот настан. Граѓаните бараат правда за овој случај, како граѓаните, така и Сдруженијата за заштита на животните, но исто така и иницијативата Зелен хуман град. Ово утро заедно со нас Гизела Бошковска, која е активист за заштита на животните. Да и посакаме добро утро. Добро утро. Поточно може ли да појасниме кои се вашите барања? Вака, нашите барања, конкретно за овој случај, се итно расчистување на се што се случи со куќата и да се изрече најмалку 1 година казна затвор за сторителот и неговиот соучесник, бидејќи од досегашната пракса која што е направено истражување од страна на активисти, досега во нашата држава немаат никогаш изречено казна затвор за ваков случај. Сметаме дека сите овие случаи што се повторуваат, бидејќи не е само овој случај, има и многу други случаи на малтретирање и на убивање на животни, се резултат на неказнивоста. Значи, луѓето не го сваќаат сериозно ова дело, така да сметаме доколку еднаш се воспостави таква пракса да се изрече казна затвор, секој понатаму што ќе има некаква намера да направи вакво дело, ќе подразмисли малку подлабоко. Досега во принцип се изрекувани парични казни и условни казни, се движат од 200 до 1000 евра казните, додека за споредба, да речеме, кај нашиот сосед Грција, најчесто се изрекуваат затворски казни, а висината на паричните казни може да достигне до 50.000 евра. Така да, тоа е едно од нашите барања. Второто наше барање е во сите вакви случаи да се изрекува затворска казна. Значи да нема опција да биде парична или условна за убивање и мачење на животни. Другите наши барања се формирање на служби во склоп на општините, бидејќи од досегашната пракса и нели од состојбата на улиците со бездомни кучиња се гледа дека Агенцијата на храна и ветеринарство баш и нема капацитет да се справи со овој проблем. Така да сметаме дека доколку секоја општина си има свој оддел, да речеме, што ќе го контролира благосостојбата на кучиња, би било многу полесно да се решава проблемот понатака и бараме системска едукација, да се најде начин да се учат граѓаните што е дозволено, што не е дозволено, што е одговорно сопствеништво, што подразбира да чуваш куче и слично, и секако почнувајќи од најмалата возраст од децата, бидејќи тие се еднината на државата. Барате да има правда, односно да се казни самиот сторител. Напомена во најавата кратко што имено се случи за да дојде до овие барања, но што по тој немил настан, што се случи со сторителите? Сторителите се изведени на суд, значи покрената е кривична постапка по поднесување на кривична пријава од страна на јавното предпријатие Лајка и Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди, и моментално мислам дека е негде пред последното ручиште беше закажано вчера, меѓутоа беше одложено и мислам дека случајот е некаде пред изрекување на пресуда, значи престојува уште има уште едно ручиште и веројатно после ќе изречат пресуда. И сега по тој повод ние во недела организираме протест, почнувајќи од 12 часот со рута од МВР до основното јавно обвинителство и кривичниот суд, за да нели извршиме притисок, за да го искажеме нашиот револт и конечно да дојдеме до адекватната казна за вакво дело, а тоа е затворска казна. Долго време ја работите оваа професија, верувам дека сте се сретнале со многу случаи. Дали оваа ситуација со куќата Феликс била најтешка до сега во Македонија? Или имало и други животни кои што биле уште повеќе злоставувани и сте се сретнале со таков случај? Можам да кажам дека секојдневно добиваме пријави за мачење и малтретирање, дали е тоа некој, не знам, по
лесен или потежок, како можам да ги окарактеризирам тие. Меѓутоа, можам да го извијам случајот со Идрис, што допре до пошироката јавност, каде што во Дебармалово сред ден човек искочи со секира и го закла куќето пред деца, пред сите присутни тука што беа, нели Дебармало е многу фреквентна локација. Исто така и можам да издвојам еден случај пред неколку години каде што сопственикот на мислам живо будно куќе со секира му ги сечеше ушите и опашот, и тој случај пројде со парична казна. Така да тоа се некои два случаеви кои што можам да ги издвојам дека се да кажеме повознемирувачки и потешки. Пред самиот крај, доколку некој од нашите сограѓани видат повредено или пак злоставувано животно, како да изреагираат, каде да се обратат за да го да помогнат, односно при самата таква ситуација? Бидејќи мачењето и малтретирањето животни е кривично дело и надлежно е Министерството за внатрешни работи. Во таков случај нешто што мора да направат веднаш е да пријават во полиција. Имаме случаеви каде што дали заради неедуцираност на службениците или слично одбиваат да ги примат тие пријави доколку не се работи за сопственик со куќе негово или доколку тоа куќе е бездомно. Не, значи законот не препознава домашно, недомашно куќе или вид на животно. Мачење и малтретирање и убивање е мачење и малтретирање на убивање на секое животно, така да ги охрабрувам граѓаните да инсистираат, да пријават и да останат на лице место каде што се случува тоа, седор не дојдат службениците од Министерството за внатрешни работи. Дополнително секогаш може да контактираат било кое здружение во било кој град и да се работи, да направат видеозапис, да фотографираат ако е можно, со цел да имаме нели после докази за делото, и секако било кој од нас од активистите одма што види ќе им излезе во пристрас за понатамошната постапка. Ви благодарам многу за одвоеното. Нема на што, ви благодарам на вас. Се надевам дека со внимание слушавме, говоревме на лице место токму за куќето Феликс, кое што почина пред неколку месеци поради сериозните повреди со кои се здобена главата и притоа му беа нанесени од страна на едно лице. Граѓаните како што бараат правда, така бараат и Сдруженијата за заштита на животните, исто така иницијативата Зелен хуман град. Исто така ќе напоменеме пред самиот крај, доколку некој од нашите сограѓани најдат на немил настан, видат злоставувано или пак повредено животно, слободно тоа може да го пријават во Министерството за внатрешни работи, а доколку сакаат повеќе информации околу некои такви ситуации, слободно може да се обратат до било кое здружение за заштита на животните.